Почитувани колеги, Социјалдемократскиот сојуз критикува зашто се гради. И ние велиме да точно е, се градат фонтани кои треба да го разубава делот на Скопје околу црквата Света Богородица, но истовремено во Скопје се градат и нови булевари, катни гаражи и паркови низ целиот град. Доказ за тоа е овој булевар пред нас Теодоси Гологанов, кој најдоцна за еден месец ќе биде завршен. Последниот булевар во Скопје бил изграден пред 15 години, а сите останати се изградени пред 40 години. Повторувам, помина половина век за во градот да би изграден некој нов инфраструктурен објект. Но не се градат само булевари, се инвестирају во нови училишта, во нови амбуланти, во реновирање и опремување на болници. Колку за пример, за реновирање и опремување на болницата Јасенова се инвестирани околу 130 милиони денари. За сите овие активности се ангажирани македонски фирми кои вработуваат работници од Македонија. Тоа се наши сограѓани, се користи македонска градежна оператива, која исклучиво користи градежни материјали набавени во земјава. Сите овие инвестиции овозможуваат работа за илјадници граѓани на земјава и се раздвижува еден огромен сегмент од македонската економија. Да не забораваме дека инвестициите се случуваат во време на глобална економска криза. Вистинското и главно прашање е зошто не се градеше во време на Социјалдемократскиот сојуз. Зошто не се градеа нови булевари, не се инвестираше во болници, во нови училишта и така натаму. Каде завршуваа парите и во чии џебови? И тогаш во буџетот имаше пари, немаше криза, а ништо од ова што се гради не се реализираше во времето на Социјалдемократскиот сојуз.